Во студиото на Здраво Македонијо по 9 часот се дружиме со Тони Тоневски, градоначалник на општина Пробиштип, професор доктор Софија Георгиевска, вонреден професор на Институтот за социјална работа и социјална политика на Филозофскиот факултет, и пејачката Јована Лалчевска. Останете со нас до 11 часот. Така, како што слушавте во најавата, повторно има интересни гости кои што ќе позборуваат за сето она кое што тие го работат и верувам дека ќе го задржиме вашиот интерес до 11 часот. Во овој дел како ќе бидеме ваши домаќинки на нашите гости. Јас и колешката Цеце, еве и официјално добро утро. Да, верче официјално добро утро, баш како што кажа, имам интересни гости и ова утро, верувам дека ќе уживате во продолжение со оглед на тоа дека сум сигурна дека уживате од 6:45 со сите оние содржини кои што Верче ги представи, сите ние заедно ги сработивме, па затоа ве поканам да останете со нас и во продолжение. Така е, ми уште еднаш да си ги поздравиме гостите. Веднаш до мене е професор доктор Софија Георгиевска, водреден професор на Институтот за социјална работа и социјална политика на Филозофскиот факултет. Не сте ни по прв пат во Здраво Македонија, но драго ни е што денеска сте овде. Задоволството е моје и секогаш со огромна задоволство навистина доаѓам тука и се чувствувам како дома покрај вакви дами. Мора да човек и во ваква пријатна атмосфера мора да е човек како дома. Така е, ви благодарам многу и денеска ќе имаме убава тема за разговор, некако како да ја подзабораваме, но за тоа малку подоцна. Веднаш до вас ние Тони Тоневски, кој што е градоначалник на Пробиштип. Добро утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Чест ми, јас за прв пат сум гостин во вашата емисија. Се надевам дека нема да биде и последен. Се разбира. Така. Да, вие не доаѓате од Пробиштип. Верувам дека и те ќе споделиме заедно со гледачите каков е животот таму, на кое што го организирате. Неодамна имавте доделување на спортски награди, но ќе имаме време секако да позборуваме за сето тоа и веднаш до вас ние, ако можам да кажам така, некако ве опишуваат Јована како една од новите на македонската страда, најпотенцијални пејачки на нашата естрадна сцена. Јована Лалчевска во утро со нас. Добро утро, добро дојде. Добро утро, благодарам за поканата. Вистина ми е чест што сум тука, исто како Тони што кажа, ми е ова прво гостување. Да, прво дружење со нас. Да, едва чекам да видам баш убава енергија од Сабајле. Така што да. Да, убаво ќе си раскажем и за сето она, бидејќи ти и пишуваш, и компонираш, и така, но ете ќе имаме и танцува, и спортува, и не знам дали ќе имаме време да кажеме, ама ќе се потрудиме. Да, и навистина ете имаш толку многу активности кои што ете верувам дека ќе бидат интересни да малку гледачите те запознаат и од другата страна и малку поинтимно што се вели. Професорке, она кое што ете да им откриеме на гледачите зашто ќе зборуваме како тема, денеска ќе зборуваме на тема среќа, затоа што, да речеме, вие и ваша колешка бевте од оние првите кои што направивте едно истражување во нашата земја и мислам дека многу често и забораваме всушност можеби на некои мали работи кои што треба да сме благодарни и среќни и секој пат некако се фокусираме на големите работи, во големите работи ја бараме среќата. Дали среќата е наследна и колку сме среќни? Да, навистина интересно прашање и особено се радувам што ќе разговараме за тема која што некако како се помалку и помалку да е присутна. Од една страна велиме дека сите работиме на себе, работиме на еден личен раст и развој, меѓутоа никогаш имам впечаток дека е се тоа само на медиумите, како на социјалните медиуми, како реално да не го правиме истото. И убаво ме подсетивте пред некои 4-5 години, додуше беше веројатно и пред ковидот, со колешката Фросина Денкова Зафировска направивме една обемна студија која што се однесува токму на среќата и тоа колку македонците или луѓето во Македонија се среќни. Интересно е прашањето дали среќата е наследна, дали се учи, колку сме ние среќни. Ние како податок она што го добивме тогаш во просек на скала од 1 до 10 некаде се наоѓавме на некое 6-то место и тоа говорам за еден репрезентативен примерок од повеќе од 1200 испитаници. И сега убаво повторно ме подсетивте, можеби е добро да се направи едно лонгитудинално истражување, бидејќи ова се податоци од пред ковидот, па да видиме што се случило. Да, затоа што некако во време на ковид сите
Па да. почнавме да се посветуваме енергија беше повеќе тогаш. внимание на себе. И сега во однос на тоа дали среќата се учи, дали среќата е наследна, се смета дека 30 до 40% е генетски предиспозиционирана, односно дека ние уште во рамки на семејството гледаме, нели имаме одредени генетски предиспозиции за тоа колку ќе бидеме среќни. Меѓутоа добро е што останатите 60 до 70% имаме можност да ги научиме и тоа 10% зависат од околностите во кои што живееме, колку се почитуваат одредени семејни ритуали кои што влијаат на процесот на среќа, колку нели ние работиме самите на себе и останатите 50%, таа е една формула за среќа, нели колку ние вложуваме и инвестираме во тоа да бидеме среќни. Имено како еден од првите психолози кои што се занимава со позитивна психологија, јас некако ја поистоветувам позитивната психологија со среќа, е Мартин Селингман кој што вели дека постои формула за среќа, односно генетиката, животната средина и нели колку самите ние работиме на тоа да бидеме среќни. И сега нели како работиме и како учиме да бидеме среќни, добро е што знаеме да го учиме цел тој процес, меѓутоа тоа зависи од тоа колку ние сакаме да учиме. Убаво споминавте дека нели постојат ситни работи на кои што ние може да учиме да бидеме среќни на ситните работи, имено како нашиот мозок е програмиран да се она што е негативно ние го преувеличуваме. И сега ве замислете, доаѓам јас денеска по телевизија и стигнувам и додека се запознаваме, зборувам колку имало гужва, колку за малку ќе закаснев и слично, и некако не кажувам дека леле шубаво е кафето, колку убаво е сега и колку убаво што запознав нови пријатели, затоа што се она што е убаво, како некако по дефолт да сакаме и дека требало да ни се случи. А се она што е негативно го преувеличуваме. Кога ќе научиме дека треба да ставиме акценти на малите работи, дека се она кое што ни предизвикува ситно задоволство, веројатно сме тргнале на оној пат да учиме да бидеме среќни. Да бидеме среќни. Да, добро. Тони, вие ни доаѓате од Пробиштип, како денеска стигнавте, како беше по пат, со оглед дека е малку времето променливо, врнежливо? Така е, денеска по пат времето, иако е променливо врнежливо, патот беше релативно чист, без многу гужва, освен тука во Скопје, каде што знаеме сите дека го имаме и Сейф Сити и се имаме. Континуирано има гужва, меѓутоа се беше во ред со патувањето. Така. Еве, бидејќи ни доаѓате од Пробиштип, немаме често, можеби можност да позборуваме малку и за останатите градови, со оглед на тоа дека сте вие денеска тука, па да го искористиме. Каков е животот во Пробиштип? Колку жители има, малку повеќе да ни кажете? Пробиштип за мене, можеби јас гледам субјективно, меѓутоа за мене е еден од поубавите места за живење во цела Македонија. Накратко да ви опишам каков град е Пробиштип. Пробиштип е еден од најмладите градчиња, иако некаде според статистиката е 17-18 по големина во државата. Има околу 14.000 жители. За жал, тој тренд постојано се намалува. На пописот од 2002 имаше повеќе од 16.200 жители, сега има нешто помалку од 14.000 жители. Се работи за релативно нов град, кој што е создаден после Втората светска војна, со развојот на рудниците и со отварање на рудниците тогашни Злетово, сега Булмак, каде што најголем дел од населението е токму дојден поради отворањето на рудникот. Од аспект на вработувања има реални вработувања, за жал повеќето се во тешка и загадувачка индустрија, рудникот и фабриката за акумулатори, има и една леарница, меѓутоа има и други индустријски капацитети кои што се од незагадувачка индустрија. Стандардот од секогаш бил во Пробиштип на едно повисоко ниво. Од аспект на урбанизација, можеби еден од најдобро средените урбанистички градови со широки улици, правилно наместени, поголем дел на куќи, со поголеми плацеви, убаво, со еден збор убаво место за живење, со многу инфраструктура, посебно спортска инфраструктура. За жал, спортот е во стагнација, иначе Пробиштип беше во минатото еден од, така да кажам,
можеби по број на жител најспортски град во државата. Имавме неколку клубови кои што се надпреваруваа успешно во првата лига, и Така. фудбал, и одбојка, и кошарка, и ракомет, борење. Дури имавме еден период и ватерполо клуб, што е многу луѓе во државата и не го знаат тоа како податок. Така да културниот живот, ние како локална самоуправа се трудиме да биде што е можно поубав, подобар. Целта ни е на тие луѓе што живеат таму да им биде интересно, да останат да живеат таму и дури оние што планираат да се иселат, да не им дозволиме да се иселат, туку да останат да живеат во Пробиштип. Прашање, колку ете од младите ја гледаат иднината во Пробиштип? Младите, јас токму и ова го кажав сега пред малку, не само вработувањата, не е само платата колкава е, тие сакаат, според мене, тие сакаат да имаат и културен, и забавен живот, и спорт, и се она што значи Да имате една содржина. Да имат една содржина. Јас тоа на повеќе пати го кажувам, Пробиштип има во пред 70-80 години кога почна да се гради, токму како пример како треба и што е тоа што ги привлекува луѓето. После Втората светска војна таму немало ништо. Рудникот се отвара, доаѓаат, нема инженери. Доаѓаат инженери главно странци. Најголем дел словенци, меѓутоа и од другите поранешни републики од Југославија. Тие доаѓаат во Пробиштип, имаат супер услови да живеат, нови станови направени. Така. Меѓутоа, нивните семејства не сакаат да живеат таму зашто нема ништо. Нема ништо, нема некоја содржина. И поставуваат една правилна теорија што е тоа што треба да ги привлече, односно да ги задржи нивните семејства да живеат таму. Затоа прават кино, најсовремено тогаш и уште едно од најубавите во државата, прават театар, прават олимписки базен за пливање, градинка, детски јасни, уште ја викаме зградата, ке сега не е градинка, меѓутоа за најмалите нивни да има градинка. Тогаш 50-тите години немало такви, дури ни во Скопје, мислам. И почнуваат да развиваат култура, спорт и така ги задржуваат семејствата на инженерите и останатите нормално доаѓаат и име многу поубаво отколку во поголемите тогашни градови и така се формира Пробиштип. Тоа е истото, треба и ние сега да го повториме на едно друго ниво, меѓутоа културно-забавниот живот, поврзано со спортот, рекреацијата, тоа е суштината што треба да ги задржи младите покрај нели нормално економскиот дел. Економскиот дел, така е, убаво кажавте. Јована, имаш неодамна нов сингл кој е една моќна емоција претучена во модерен звук. Па кажените малку повеќе околу идејата, мотивот, инспирацијата и создавањето. Така, мојата прва сингл песна беше You Betrayed Me на англиски или Ме предаде, македонската верзија. За таа песна, па можам да кажам дека почетокот на таа идеја беше можеби уште во 2018-19 година, кога јас почнав да пишувам така повеќе поезија, повеќе песни и мелодии да создавам. Но тоа беше само една минута од целата песна, каде што беше како некоја почетно демо, почетна идеја. И дури после 2-3 години, кога јас конечно решив да почнам да создавам нешто врз база на тие почетни идеи, односно да направам една целосна песна, ја почнав мојата соработка со композиторката, голема музичарка, текстописец Весна Малинова, која што ми помогна да ги направам тие идеи баш во целосна песна, каде што нели може да се види почетокот, нели како целата приказна да се преточи така во една песна и искрено беше многу убав процес, затоа што нели правењето на песна е всушност пренесување на некоја емоција која што тлее во нас. И конкретно сега насловот Ме предаде се работи за оптимистички. Како за прва песна. Па така беше во некој таков период каде што некако многу работи ми се случува и ми требаше нешто да ги извадам тие емоции надвор од себе и некако крајот на песната дава надеж дека и покрај тоа све пример што се има случено дека има и понатаму нели нови почетоци. Така беше интересен и емоционален
проект за мене, да, процес. Како велат, што и да се случи, сонцето заоѓа и изгрева. Повторно, да. Така што, да, самото пишување, сваќам всушност колку се важни сите зборови, колку, пример, еден збор може да има големо значење. Некогаш во песна ќе фалат и еден и два збора и толку може да променат и некако ми дават друг... Во целата емоција, во целата порака која што песната сака да ја испрати. Да. Добро. Професорке, она кое што често пати можеби се прашуваат повеќето луѓе, дали парите се пречка или нешто што е како позитивно влијание за дефинирање на среќа кај луѓето? На ова прашање ќе пробам да одговорам со еден пример. Имено да во литературата постои еден пример на господја која што имала предиспозиција да пројава депресивни симптоми и играла цел живот лото. Добила лотарија, огромна сума и првата година шетала секаде каде што посакувала, нели претходно додека ги немала тие средства да отиде. Живеела на најлуксузно можно ниво и после една година била хоспитализирана со симптоми на тешка депресија во болница. Ова ни покажува дека парите некако нели не може секогаш да ги врзаме со среќа, иако се предуслов. Зашто? Затоа што нели среќата некако и квалитетот на живот е поврзан сепак со оние хиерархијата на Маслов и задоволување на одредени потреби. И сега за да задоволиме одредени потреби, никогаш парите не се неопходни, меѓутоа не се пресудни за среќа. Што значи тоа? Ако мене ме прави среќна тоа што нели можам да отидам на одмор, можам да отидам на зимовање, можам да си дозволам да одам на вежбање, можам да си дозволам да отидам да излезам со пријателки, еден од начините на кои што ќе одржувам блиски односи со останатите. За сето тоа е потребна одредена количина на пари. Значи се предиспозиција, меѓутоа не се пресуден фактор. Јас викам убавината е во тоа да знаеш дека не мора секогаш да седнеш на кафе и да бидеш виден каде го пиеш тоа кафе. Многу често можеш да направиш кафе од дома, да се јавиш на некоја пријателка која што ја немаш видено долго време и да го испиеш тоа кафе на клупа, и тоа ќе донесе некогаш многу поголемо задоволство отколку она кое што е нели сликано со цел да биде поставено на социјални медиуми и да прикажаме една лажна среќа. Така што би рекла можеби дека се предуслов, меѓутоа не услов за да бидеме среќни. Така. Господин Тони, кои се те навиките, ритуалите кои што луѓето во Пробиштип ги негуваат кога станува збор за социјалниот живот? Дали да речеме ете како градче, тука е тој некој комшиски живот кој што се има, некои особени денови и датуми кога да речеме повеќето од луѓето знаат да се соберат на плоштадот, можеби заеднички да направат нешто, бидејќи реално знаеме дека во помалите градови различен е со животот од големите градови. Така е, многу убаво кажа Вера, во помалите места, не само во Пробиштип, во сите градчиња од големината на Пробиштип, па и поголемите, е различен социјалниот живот во однос на тоа соседите. Значи, во секое мало се познаваат сите, се многу блиски, дури како фамилија, како роднини изгледаат и така функционираат. Сите се познаваат, ние сите се познаваме во целиот град, меѓутоа во соседството се многу блиски луѓето, барем јас имам такво чувство, дури можете детето да го оставите кај некој сосед да го чува цел ден, вие да отидете да го причува. Не да го причува, него тоа таму и си живее како дома. Инаку, од аспект на чаршискиот живот, има култура во Пробиштип и традиција да спаднат на кафе, да отидат на плоштадот, по кафанчињата во целиот град и континуирано, а најзабележително е на поголемите празници или кога има споени викенди, кога сите луѓе што живеат
претежно во Скопје и во другите градови, се враќаат кај семејствата, излегуваат и тогаш на нас не е најубаво, зашто се чувствува дека во Пробишти повторно се враќа тоа што беше пред 20 на 30 години, да има млади луѓе, деца да трчаат по плоштадот, по парковите. Тоа е убавината на малите места. Сакам да се надоврзам, бидејќи со професорката зборувавме на тема среќа. Сакам да прашам вас што ве прави вас лично среќен и како вие помагате жителите во Пробишти да бидат среќни? Јас ја слушав исто така внимателно професорката и таа кажа многу убаво. Многу мудро и од стручен аспект сигурно добро. Парите се предуслов, меѓутоа не се суштина. И парите се многу релативни. Треба да ги има, меѓутоа за некого и 100 евра се многу и го прават среќен, за некого и 100.000 евра пак не го прават среќен. Меѓутоа тоа што е основно треба да го има. Мене искрено ме прави среќен кога луѓето околу мене се среќни. Јас се вклопувам и се радувам колку повеќе среќни луѓе има околу мене, без разлика дали е тоа во Пробиштип или моите пријатели кои што не се од Пробиштип. Ако тие се среќни, јас сум среќен. Така. И сега вие пред овој мандат имавте една пауза, претходно имавте 2 мандати, еве сега како овие нови 4 години кои што ги имате пред вас, кои се, да речеме, тие некои главни, бидејќи се како го познавате градот, кои се тие некои, да речеме, главни проблеми и предизвици кои што еве си ги поставувате за овој период што треба да се направат? Добро, еве јас сега пред вашите гледачи и пред вас ќе кажам искрено, бидејќи нели во изборната кампања и политички кажуваме програми, меѓутоа и луѓето тоа делумно го сваќаат дека е така, делумно мислат дека ги лажеме и дека кажуваме нешто што не е така. Јас сум среќен што сум повторно градоначалник, по трет пат. Се вратив на функцијата градоначалник од една позиција која што, ако гледаме од финансиски аспект, беше 3 пати повеќе платена, отколку што е платата на градоначалник. Меѓутоа, суштината на моето враќање, јас го кажував тоа и кога ме прашува во текот на кампањата, зошто од 5000 евра плата се враќате на 1500 евра плата. Затоа што парите се релативни, а задоволството мое како градоначалник е да направам нешто повеќе за сите луѓе што живеат во мојата општина. И тоа е мојата водилка и за тоа се стремам и ќе се трудам во мандатот кој што е пред мене да направам се она што мислам дека не само јас да мислам, туку јас ги слушам и граѓаните што мислат. И програмите кога ги донесуваме за работа, ние ги прашуваме претежно граѓаните што е тоа како проблем, што треба да го одредиме како приоритет и да го решаваме, а целта е да ги направиме посрекни, односно тоа што им фали да биде направено. Така е. Јована, еве кога сме кај жилбите или погледите како нештата треба да се прават, еве ти како млад артист, колку си задоволна од музичката сцена во Македонија и еве според тебе што недостасува? Така, па музичката сцена искрено последниве неколку години беше така малце непостоечка, да кажам на некој начин, ајде можеби и короната влијаеше на сето тоа, но некако мислам дека се враќа во живот сето тоа. Според мене, еве, фалат повеќе фестивали како Макфест, што е каде што има и момент каде што нови артисти може да се прикажат. Мислам дека порано како дете се сеќавам дека имало многу повеќе и општински некои фестивали, да кажам, каде што настапувале доста и наши домашни звезди. Еве ми се допадна што за Нова година на плоштадот настапува исто така македонски артисти. МКЦ исто така е малце и речи си не работи до толку како порано, така што ета тие некои работи дефинитивно фалат кај нас и нокниот живот да за младите. Да се застапени малку повеќе. Да, малку повеќе прилики, ете може некое шоу, нешто така да се случи, што би не потикнало и нас да се пријавиме и да се подготвувате, да творите, да можеме да се презентирате. Да се собереме други вака артисти и музичари, што се, затоа што вака сите од дома работат или пример со одредена група со бендови, некако друго е кога ќе се сплотиме, па секој од некој може нешто да научи или да соработува
никогаш не се знае. Да, сведоци сме дека се повеќе градоначалници организираат настани на кои што викаат исклучиво македонски артисти, затоа што публиката тоа го бара, граѓаните барат парите да отидат кај нашите артисти, буквално така ќе се изразам. Интересно во твојата кариера е тоа што започна да работиш со Тони Зен. Имаш нешто интересно да ни споделиш на оваа тема? Да. По соработките со Весна Малинова се случи многу интересен проект каде што пеев бекинг вокал за една негова песна и по таа соработка тој ми кажа прати ми нешто, ќе се договориме, ќе направиме песна и сега јас премногу се надав, мислам дека живеев од ден за ден за таа соработка искрено. Од една страна, од друга страна си викам Јована као не брзај, почекај, можеби човекот ти кажал, но нели никогаш не се знае. Не веруваше до крај дека ќе се случи Да, тоа. некако ми беше така, како дали се случи, дали не ќе се случи или што. И после недела дена тој ми пише, ми прати негово демо, затоа што нели диџеј прави музика и ми кажа да напишам мој дел за песната и така беше се толку многу, не знам, некако и брзо и можеби уште го процесирам, но беше неверојатен процес. Бевме во студио, работевме од самиот почеток, ја правевме песната заедно со Иван, кој што е продуцентот и беше многу интересен процес. Што научи од Тони Зен? Каков е Тони Зен за соработка? Верувам дека доста совети ти даде за тоа како треба да се поставиш на домашната сцена и како да го искористиш твојот талент. Да, искрено човекот е баш зен. Да. Тоа ќе го запозна, мислам, приземен и навистина интелигентен човек. Така што јас многу научив од самата негова енергија. Потоа и од процесот на работа, од пишување на текстови, нели, до тоа како треба да се испее во студио, да се изведе. Целата реализација, целата поставка. Каде треба да се нагласуваат некои зборови, акцентирање на на многу различни начини и така генерално тие работи беа многу како да кажам релевантни, да. Откако ќе го isprocesираш официјално овој проект, верувам дека уште еден ќе се случи. Да, уште еден ваков голем ти посакувам, минимум уште еден. Фала многу. Така е, професор, ги спомнавме социјалните мрежи кои што се неизбежни. Така. И не може да, што се вели, не се може без нив, но колку социјалните мрежи влијаат на перцепцијата на среќата? Многу. Веројатно денеска се медиумот кој што во најголема мера влијае на еден или друг начин како ние ги перцепираме останатите, меѓутоа како и останатите не перцепираат нас. Интересно е дека јас социјалните медиуми би ги поврзала и со среќата и со нашето ментално здравје, меѓутоа и со тоа колку да нели сакаме да бидеме видливи, на кој начин сакаме да бидеме видливи. Ќе започнам од онаа најрана возраст каде што децата уште на 2-3 години нели за да јадат, за да бидат мирни дома, родителите им го даваат телефонот, или пак за да самите родители имаат мир и да здивнат после работа, па некако нели најлесниот начин на воспитување да се даде телефонот на детето. Социјалните медиуми од друга страна се оние кои што нели ни отвараат и многу нови врати, да не само медиумите, денеска и со користење на вештачката интелигенција можеме многу полесно и многу побрзо да стигнеме онаму каде што порано сме оделе чекор па чекори пешки. Така што нели имаат и добри и лоши страни, меѓутоа да нели психолозите тука си го поставуваат прашањето што е она што ние поставуваме на социјалните медиуми. Многу ретко ние ќе ставиме фотографија која што говори за ситуација во која што ние се чувствуваме тажно, ситуација која што едноставно нели зборува за лош квалитет на живот. Напротив, она што го споделуваме на стори, она што го споделуваме по нашите медиуми се патувања, се фотографии на кои што изгледаме срекни, па дури и вештачки срекни. И некако како да научивме наместо да креираме приказна, да живееме во една лажна приказна. Сето тоа си носи своји последици кои што се поврзани пред се би рекла по менталното здравје, особено кај младите. Имено изминатиот период многу психолози работеа на едно истражување кое што покажува дека кај младите постои еден така наречен феномен на FOMO, страв дека ќе бидеме нова дури се смета дека ќе биде една нова диагноза, страв дека ќе бидеме исклучени од групата, страв дека ќе бидеме исклучени од друштвото, ако едноставно не сме во тек со она што се случува. И токму поради тоа се спие со пуштање
конечно телефон до глава, постојано нели сите нотификации ни се Да се активни следа. за да случајно ако никаква нотификација стигне и нешто се случи, да ние бидеме во тек за сабајле кога ќе станеме нели да знаеме што е она што се случило во текот на ноќта, а тоа го од друга страна влијае врз нашиот сон, влијае врз рем фазите, а сето тоа влијае врз физичкото и менталното здравје. Така што некако постои многу голема поврзаност и не само со среќата туку и со и дигиталното насилство, колку се повеќе и повеќе е присутно на социјалните медиуми, а една од главните предиспозиции да бидеме несрекни, да имаме лоша благосостојба и лош квалитет на живот. Да, тоа некако како да се провликува особено за кај младите, но колку е позитивната психологија може да ги поттикне и да ги научите младите да го трасираат некако патот? Па многу. Зашто? Затоа што некако некој што не се занимавал со позитивна психологија, искрено јас се пред известен период кога прв пат некој пред 15 на години, кога почнаа да се појавуваат сите оние трудови поврзани со позитивна психологија, беше многу интересно, најдов на еден податок дека во светски рамки сите трудови кои што преучуваат состојбата на човекот зборуваат најмногу за депресија, за тоа како или што е она што изучувало традиционалната психологија, како од -10 да дојдеме до една состојба на 0, а никој не се трудел како од 0 да дојдеме до состојба на 10. Така што имало само 400 труда кои што говореле за тоа како да имаме подобар квалитет на живота. Не како да се излечиме, како од состојба на болест да дојдеме во состојба на статус кво, туку од состојба на статус кво да дојдеме до една повисока позиција која што зборува за тоа нели повозвишени чувства од аспект на среќа, од аспект на добар квалитет на живот и од аспект на тоа колку ние ќе бидеме ментално здрави. И сега сето тоа нели е поврзано и со тоа колку работиме на себе, колку јас велам вака, колку сакаме да вложуваме и да инвестираме во себе. Повторно ќе дадам еден мој пример. Јас во принцип сум човек кој што сакам да излегувам од комфорт зоната, сакам постојано да учам, сакам нови работи, многу брзо се заситувам од одредени активности и верувам дека и тоа е една од причините кај многу млади луѓе кои што сакаат да пробуваат нови работи, да бидат што е можно посрекни, да влегуваат во нови полиња, да истражуваат нови работи, во нови предизвици. Јас најчесто знам да кажам, нели кога учиме нови работи, тогаш сме посрекни. Дури нели учам што е она што можеби нема да ми се допадне и слично. Така што не знам, дури никогаш ме често дома знам да најдам на конфликтна ситуација како пак овој викенд имаш обука и слично, меѓутоа нели тие обуки се еден начин да стигнеме до нешто ново, да стигнеме до нешто подобро и нешто кое што ќе не направи многу посрекни и позадоволни. Така, значи сепак да се искреираме нешто она кое што апсолутно. Да имаме нов проект во глава кој што ќе не биде нели зацртан за следниот период. Се додека нели сите велиме имам желба или сакам тоа, се додека не ни е запишана на лист хартија, тогаш е желба која што некаде лепди. Кога ќе ставиме на лист хартија и кога ќе ставиме временски рок до кога сакаме да исполниме, тогаш е некаква цел, а исполнувањето на целите е поврзано со среќата. Така е. Господин Тони, каквите утрински навики имате? Дали сте утрински човек, односно дали повеќе сакате чај, кафе или она кое што да речеме со кое што го започнувате денот? Јас сум човек кој што дури се нервирам од тоа, кој што станува во 4-5 часот наутро. Покасно од 5 не станувам. И колку касно да си легнам, проблем ми е што пијам многу кафе, чај многу ретко ме асоцира на болест, само кога сум болен пијам чај. Така да тоа се некои навики кои што се долги години и не планирам доколку ме служи здравието да ги менувам. Од една страна е добро кога станете рано, за да можете да бидете поспремен кога ќе отидете на работа и да ги побрзо секојдневните активности терате. Треба кога има можност да се спортува, да се рекреира, бидејќи јас сум во години во кои што не можам да бидам активен спортист, меѓутоа рекреативно е добро и сум човек кој што го сака и спортот и посебно природата и тоа е нешто што ме исполнува во момент. Кога имате слободно време. Кога имам слободно време и според мене јас тоа го кажувам и на помладите и колеги и пријатели дека време има за се, само треба правилно да се распореди. Така, треба добро да се организира. Има секогаш време за се.
Така е. Но пред да продолжиме секако се разговорот и со нашите гости, да направиме една кратка пауза, да се освежите и вие, да се освежиме и ние и се враќаме во студија. Гледаме реклама.